зборуваме за книжевно стварување, односно за книга или литературно дело, обично се осврнуваме на авторот, односно на оној кој што првично ја создал и реализирал идејата за настанувањето на книгата или на книжевното дело, меѓутоа многу малку знаеме за суштинската улога и задача на уредникот, кој што му дава нова димензија на едно книжевно дело, односно е тој кој што одлучува дали една книга ќе излезе пред читателската публика или нема да биде објавена. Што точно работи уредникот и како тој избира која книга ќе биде објавена, а која не, кои критериуми естетички или етички ги има при носење на одлуката. Говориме денеска со Татјана Димовска-Атанасова, инаку уредничка во најголемата издавачка куќа во Македонија, Арс Ламина. Со Тања, меѓу другото, ќе говориме и за нивната кампања "Читањето е супермоќ" и ќе ги откриеме сите ненадоместливи придобивки кои што читањето на книги ги има врз децата и младите. Следете го нашиот денешен разговор и останете со нас. Тања, ти благодарам што прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор. Денеска зборуваме за книжевност, особено за улогата на издавачките куќи во промовирање и во етаблирање на едно дело пред книжевната критика и пред книжевната публика. Па еве за почеток, ајде да го опипаме малку пулсот на македонските читатели. Дали македонските читатели од твојата досегашно искуство и пракса се водат од тоа дали делото кое што е издадено е добитник на некои признанија, има високи оценки од книжевната критика, добро е котирано помеѓу читателската публика, дали е добитник можеби на Нобелова, на Пулицерова награда и така натаму. Кои се тие можеби критериуми или стандарди кои што ги користи македонската читателска публика во избор на едно дело? Колку што има читатели, толку има и читателски преференции. Не можеме да генерализираме дека секогаш ако одредено дело или автор е добитник на нека престижна награда, дека тоа значи дека книгата ќе биде читана или преведувана на многу јазици и така натаму. Од искуството со нашата читателска публика, при тоа во нашата издавачка програма, објавувајќи дела добитници на Нобелова и Пулицерова награда, како што е случајот со Ернест Хемингвеј, Ентони Дор, исто така добитник на Пулицерова, па се до најновиот автор во нашата издавачка продукција Ричард Пауер со делото Збунетост, исто така добитник на Пулицерова и многу други кои што ги имаме во меѓу нашите изданија. Гледаме дека не секогаш е тоа рецепт за успех. Предпоставам дека тоа повеќе влијае кај оние што се поверзирани читатели, кои што имаат поизострен книжевен вкус, кои што сакаат на вистина висока книжевност. Па ете, тој предзнак дека делото добило некаква престижна награда им влијае, па сакаат да прочитаат. Има читатели кои што редовно го следат доделувањето на овие годишни награди, па читаат се што е добитник на нова награда, но кај широката читателска публика, дури фактот што одредени книги се интернационални бестселери или инстант бестселери или бестселери број 1 на, да речеме, листите на Нью Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Лос Анџелес Таймс и така натаму, нема некое големо влијание. Едноставно некои книги кои што можеби не сме верувале дека толку добро ќе поминат, бидејќи не се нашле на овие листи, знаат да поминат фантастично, а некои книги во кои што сме полагале голема надеж баш заради огромниот број на преводи и заради тоа што со недели, со месеци високо котираат дури на листите на Амазон на најпродавани, па знаат да поминат незабележано. Значи, сепак станува збор за читателските вкусови. И она што можам со сигурност да го тврдаме дека препораката од читател на читател има најголемо влијание при изборот на книги, особено доколку сте имале можност да ги видите оние големи книжевни форуми на социјалните мрежи кај нас. Доколку некој напише добра препорака издржана за одредена книга, веднаш тоа предизвикува лавина реакција, интерес кај читателите, сакаат да ја купат без оглед дали е или не е добитник на книжевна награда, дали е бестселер или пак нешто што си го наоѓа патот до читателите. Така,
Мојот впечаток како читател е дека издавачката куќа Арс Ламина навистина многу внимава во изборот на тоа што ќе се издаде и има преведувано доста престижни дела во светската книжевна сцена. Она што мене ме интересира е каква е состојбата со домашните, односно со македонските автори, како тие се котираат помеѓу читателската публика и колку тука издавачката куќа е клучна во промовирање на еден домашен автор и како самата книга ќе заживее помеѓу читателската публика на домашна сцена. Точно е, добро сте забележале, прилично сме селективни кога станува збор за домашните автори, затоа што во последниве години, особено од пандемијата навака, бележиме хиперпродукција на домашната книжевна сцена. Тоа од една страна е добро, затоа што меѓу сите тие книги ќе излезат некако, ќе спливаат најдобрите, имаме избор, значи, да направиме, но од друга страна знае да биде контрапродуктивно, бидејќи ако издавачите подржуваат се што ќе се понуди како ракопис од македонските писатели, потоа ќе се создаде презаситеност на пазарот, а куповната моќ е мала, така што тие книги неминовно ќе почнат да си конкурираат една на друга, но ние имаме механизми како тоа да го решиме и да го премостиме, во смисла дека сме отворени за сите македонски автори кои што може да ни ги пратат своите ракописи на нашата електронска адреса ракописи@arslamina.com. Голем тим од уредници внимателно ги чита ракописите. Прилично сме селективни, имаме високи критериуми за тоа што ќе го поддржиме и за тоа што ќе го одбиеме. И досега гледаме дека авторите со кои што соработуваме, без разлика дали станува за веќе етаблирани автори или пак дебитанти, одлично поминуваат кај читателите. Без разлика дали станува збор за книги за возрастни или пак за деца, веќе имаме свој круг на соработници, некои автори веќе имаат и по неколку книги објавено кај нас. Книжевната награда Пегас што организираме за необјавен ракопис секоја година секако дава дополнителна тежина и книгите кои што се во потесен избор. Тоа го покажа популарноста на книгата Хотел меѓу две војни на Алек Русјаков, која што беше минатогодишен добитник, која што изворедно се продава и чија популарност расте од ден во ден. Исто така го имаме еден Владо Урошевиќ, чија последна промоција на неговиот нов роман беше буквално книжевен настан на годината. Кај децата би ги споменала Ване Костуранов и многу други кои што работат кај нас и познати како илустратори од типот на Калиопи Трпчева, Наталија Лукомска и така натаму. Значи, селективни сме, но даваме шанса и на дебитанти. Еве би го споменала новиот роман, односно првиот роман на Хари Кацановски, Анатрос, кој што малку излегува од рамките на вообичаените жанрови кои што се читаат кај нас. Значи, даваме шанса и настојуваме да бидеме и жанровски интересни и да имаме понуда за сечи вкус. Уредник на книги е пред се убава, а потем и одговорна и сериозна професија. Уредникот е секогаш обкружен со редови на страниците од книгата, но тој и секогаш чита помеѓу нив. Да се биде уредник не само што значи добро да се познава зборот, неговото значење и вредност, туку и да се препозна ефектот кој напишаниот збор ќе го остави врз читателот. Уредникот ги додава оние слоеви на приказната кои прават мали, но значајни промени или ги отстранува деловите кои се вишок во создавањето на смислата на делото. На тој начин, уредникот ја дозира смислата на делото пред читателот и тој е искусниот медиатор помеѓу авторот и публиката. Авторот го твори и произведува делото преку идеите и нивна материализација преку зборовите, а уредникот го дава завршниот крој и ја одредува структурата на едно дело. Затоа, уредникот е неизоставен дел во издавањето на едно дело. Покрај тоа што тој е директно инволвиран во изгледот на делото, е одговорен и за начинот на кој делото ќе се препознае од читателската публика. Уредникот го дава толкувачкиот клуч за делото на читателот и му помага да ја разбере тежината со која едно дело располага. Со ставање на својот подпис на едно дело, уредникот гарантира за содржината на делото и тој одговорно стои за тврдењето дека делото кое го уредил и дозволил да се објави ги содржи наведените квалитети.
Поинаку кажано, уредникот е гарантното писмо кое го добивате со секоја книга и доказ за извршен увид во квалитетот на делото. Во одредени случаи, уредникот може да има и битен дел во авторирање на книгата, дури и нејзино компонирање. Уредничката професија предпоставува дека можете да дадете идеја на авторот како да го заврши романот или расказот, како да го обликува ликот, па дури и во кој правец да го развива дејството. Уредникот може да го даде и патоказот на авторот за тоа како едно дело треба да изгледа или во соработка со авторот да му помогне во процесот на оформување на неговите идеи и соодветно нивно пренесување на хартија. Не е нужно, како што обично се предпоставува, уредникот да има само корективна улога во делото, но понекогаш тој може да има и создајна улога. Се зависи од тоа каква е соработката помеѓу авторот и уредникот, каква е политиката на издавачката куќа за која работи и како ја развира својата професија. Во секој случај, без уредникот една книга не може да се најде на дофат на читателите, а квалитетот на делото во голема мерка зависи од тоа со каква посветеност и амбиција ќе го уредува токму уредникот. Затоа се вели дека за добро дело е потребна добра приказна, одличен писател, уште подобар уредник и секако издавачка куќа која се залага за успешно пласирање на делото до читателите. Може би малку знаеме за уредникот на книгата, а многу повеќе знаеме за нејзиниот автор, но уредникот е клучниот елемент кој ги прави сите позадински услови едно дело да добие свое постоење. Затоа, со сигурност можеме да кажеме дека уредничката професија е една благородна професија со која сите уредници треба да се гордеат и за тоа да добиваат соодветни признанија. Така, ти спомна дека прилично сте строги како издавачка куќа во спроведување на уредничките критериуми, дека строго селектирате што е тоа што ќе биде објавено, а што нема да биде објавено. Мене од секогаш ми било интересно и ме интересирало што е всушност тоа што еден уредник го размислува и го проценува во моментот кога ќе добие еден ракопис, односно ќе добие ќе го добие делото на увид, што размислува и кои стандарди ги употребува во проценката и во оценката на тоа дали тоа дело заслужува да биде издадено или можеби да се остави простор да се доработи и така натаму. Значи, не можеме секогаш да сметаме на тоа дека ракописот што ќе го добиеме дека е комплетно книжевно дело кое што веднаш може да влезе во печат, колку и да ни се допаѓа. Нормално е дека секогаш има забелешки, има простор да се доработи, но првичните критериуми според кои се раководиме е пред се ракописот да биде писмен. Не зборувам толку во техничка смисла, туку баш писмен во буквална смисла на зборот. Не може некој кој што претендира да биде автор, ни праќа полуписмен ракопис да очекува дека тоа дело ќе биде прифатано. Потоа, колку и ние да сакаме да ги избегнеме оние рамки жанровски во контекст на структурата на текстот, некои правила на жанрот, затоа што сме сведоци дека сега во светот одлично поминуваат и хибридни жанрови, значи спој помеѓу повеќе различни стилови. Гледаме за запази структурата. Ако е роман, треба да има некое свое логично течење на структурата, без разлика дали експериментален или роман во класична смисла на зборот. Има автори кои што ни праќаат ракописи сметајќи дека се романи, а всушност не ги задоволуваат ни основните критериуми на овој жанр. Кај поезијата сме исто така селективни, затоа што треба да се има познавање на стихот, на метриката, на римувањето и така натаму. Секако отворени сме и за автори кои што пишуваат нели поезија во слободен стих, меѓутоа тоа треба да е нешто квалитетно, ново, свежо, кое што сметаме дека ќе си го најде својот пат до читателите. Го гледам и стилот на авторот, диалозите, како поигрува со приказната, дали е рамноверна, дали е нешто што е веќе 100 пати видено и прочитано, дали има некој нов свеж глас во македонската книжевност на кој што ние сакаме да му дадеме шанса. Значи, тоа се некои основни параметри според кои се раководиме. Сакам оригинален, не може никој да биде 100%, меѓутоа да си има некој свој
индивидуален белег кој што сметаме дека и така им биде интересен на читателите. Доколку ги задоволува овие првични критериуми, размислуваме колку тој наслов би бил интересен за пошироката читателска публика, бидејќи не можеме да го изоставиме и комерцијалниот момент. И тука размислуваме и на тоа каков е вкусот на читателите кај нас, бидејќи ние сме помалку атипична средина, не значи дека нешто што како тренд, како жанр поминува во светот, дека и кај нас ќе помине. Многу пати сме биле демантирани во таа смисла, така што гледаме да сме во дослух и со публиката, но да не одиме под нашите критериуми. Така, може чисто да се слушне забелешката, можам да кажам критиката или можеби проценката, оценката, дека издавачките куќи чисто прават еквилибриум, некаква рамнотежа помеѓу комерцијалниот момент, односно да се задоволи оној момент на популарност на делото, нели делото да искочи во на рамките на таа потесна публика и да стане попопуларно и препознатливо помеѓу читателите, и оној момент кога треба да ги задоволи тие книжевни критериуми, односно критериумите на високата естетика. Како се препознава, како се прави таа рамнотежа? Дали можеме сега во денешно време да зборуваме за литература која што се издава само врз база на тие високи естетички критериуми и од друга страна таа популарна литература, затоа што мојот впечаток е дека многу често понекогаш се издаваат и дела само врз база на тоа што имаат можности да искочат во масовните медиуми, па средствата за масовна комуникација никако ги прават популарни. Мислам, популарноста се случува во момент, многу е исконска и не може да се предвиди, нели? А такви дела заживуваат за разлика од овие кои што навистина имаат и следат високи естетички стандарди. Не се раководиме по критериума дека некое дело само ако е светски бестселер и преведувано на 30 на јазици и продавано во милионски тиражи, дека само такви дела влегуваат предвид да бидат објавени и преведени кај нас. Напротив, настојуваме да имаме и високо квалитетна книжевна продукција за оние кои што се со поизострен читателски вкус, иако сме однапред свесни дека нивниот број е многу помал. Затоа ги издадовме делата на Агата Кристи, затоа му се навративме на Хемингвеј, на Кундера и многу такви едиции. Затоа имаме голем број на наслови од светската класична книжевност, без разлика дали станува збор за постарите класици или пак за современи класици. Исто така водиме грижа и за оно што се случува во регионалната книжевност, особено за дела кои што се добитници на престижни книжевни награди во регионот. Секако даваме шанса и на такви наслови, но секако неизоставен дел од нашата книжевна продукција и белетристиката. Сега кој наслов попрво ќе стигне до читателите, не зависи само од квалитетот на насловот, преводот, од уредувањето, ликовно-графичкото уредување и така натаму, туку голема улога во денешно време секако игра маркетингот, меѓутоа ние не гледаме тоа да го правиме на некој агресивен начин, туку најголемо признание за нас е кога читателите сами ќе препознаат наше, да ги понудиме книгите, да ги препорачаме, да најдеме интересен и привлечен начин да им ги представиме новитетите, но нивно е да ги препознаат. Сега најсрекни сме кога за рекордно време нов наслов ќе се заживе помеѓу читателите, дали преку форумите, дали вака во нашата книжарска мрежа каде што има искусни професионалци кои што се вработени, знаат да препорачаат добра книга и потоа тоа се шири многу брзо во вид на препораки. Значи, не можеме да генерализираме што точно игра улога, затоа што ви велам, некогаш и ние самите сме изненадени од популарност или потврлањето на одреден наслов. Низ историјата, читањето на книги се сметало за активност на слободното време или за активност која е тесно врзана со занимањето и професијата. Читањето книги како активност на слободното време во античкиот период им било пригодна активност на слободоумните мислители, учители и основачи на античките школи. Тие, освен тоа што се занимавале со читање на списи и ракописи, се занимавале и со запишување на своите мисли и искуства. Читањето книги во минатото било тесно врзано со професорската дејност, бидејќи на тој начин се прибирале извори и информации кои се користеле во воспитните и образовните процеси.
Покрај читањето книги, античките и средновековните учители се занимавале со пишување на списи, препишување, зачувување на постари ракописи, се со цел тие да стигнат до идните генерации. Со појавата на мас-медиумите и средствата за масовна комуникација, читањето книги добило широка употреба и не била активност која е наменета само за мал слој луѓе што биле писмени. Слободното движење на книгата низ рацете и умовите на широката публика ја променило и онтологијата и вредноста на самата книга. Книгите почнале да се пишуваат на разбирлив јазик за поголем број на луѓе. Книгата добила утилитарна вредност, бидејќи им користела на најголем број луѓе, служела да пренесе знање, но и да им понуди на луѓето нови моменти на забава и користење на слободното време. Со масовната комуникација и масовните медиуми и книгата ги стекнала карактеристиките на масовните медиуми и комуникацијата. Денеска, печатината книга е исправена пред голем број на предизвици, особено со напливот на дигиталната книга. Се повеќе се говори за авторски права во ера кога тие системски се кршат. Колку е помасовна книжевната продукција, толку се поголеми шансите за плагиаторство, пласирање на помалку оригинални идеи, употреба на авторски изјави без соодветни референци, нерегулирани авторски права и издавачки куќи кои целосно го засрнуваат или узурпираат правото на авторот при комерцијализација на делото. Исто така се појавуваат и пишувачи во сенка кои креираат едно дело наместо подпишаниот автор, но и напливот на вештачката интелигенција многу придонесе во креирање на едно дело наместо авторот. Оттука се поставува прашањето колку едно дело е авторско и дали може да се утврди дека книгата му припаѓа целосно на авторскиот корпус на оној што е подпишан како автор. Како и да е, предностите на читањето книги се уште не може да се субституираат со ниту една друга активност. Од когнитивни, комуникацијски, емоционални до суштински за личниот развој. Предностите од читањето книги не може да се надокнадат со ниту една друга активност. Затоа, слободно може да се користи славната модификација на филозофската изрека «Кажи ми што читаш и ќе ти кажам кој си». Така, кога говориме веќе за категоризација на публиката, многу често се прави нели за која категорија од публиката е наменет некој наслов, односно некое дело, па еве ако може да издвоиме неколку препораки и наслови од издавачката куќа Арсламина, кои што се наменети за различни возрастни категории. Знам дека има нешто и сезонски наслови и такви префикси, така да ако можеш нешто еве до гледачите неколку препораки да споделиш. Така, ние во моментов ја спроведуваме кампањата Читањето е супермо, која што би сакала еве да ја споделам и со вашите гледачи. Идејата е да ги потикнеме читачките навики кај децата. Знаеме дека за да се создадат читачки навики кај децата, најбитно е што се случува во домот, односно да добијат личен пример од нивните родители. Потоа, кога ќе почнат со раната фаза на своето образование, да најдат силно мотивирани наставници, библиотекари кои што исто така ќе ги потикнат и насочат кон пишаниот збор, затоа што само на тој начин децата можат полесно и да вербализираат и да ги развиваат своите когнитивни способности, фантазијата, едноставно да го збогатат својот речник и да имаат подобро разбирање и за другите наставни предмети во училиште. Придобивките од читањето се многубројни, меѓутоа без подршка од родителите, образовните институции, односно просветните работници, но и ние како издавачи кои што нели треба да понудиме богата издавачка продукција за децата, која што нели е во дослух и со трендовите, но и да ги реобјавуваме делата од класичната литература, мислам дека не можеме да очекуваме големо поместување во смисла на унапредување на читачката култура. Затоа би почнала од најмалите, значи сега забрзано се подготвуваме за сајмот на книгата кој што е од 6 до 10 мај. Излегоа голем број на изданија за деца. Еве девојчињата сигурно ќе ја препознаат едицијата Исидора Мун. Сега излегува нова едиција за нив со братучетката на Исидора Мун која што се вика Мирабела и сигурна сум дека ќе постигне исто онолкав огромен успех кај нив како овој претходен серијал.
од сликовниците кои што се сега актуелни во моментов. Има една необична љубовна приказна за една боичка и фломастер. Книгата е од Дејан Алексич по илустрации на Наталија Лукомска. Кога станува збор за поголемите деца, а да не ги делиме нели на момчиња, девојчиња, тука секако за новите генерации читатели би го препорачала серијалот Хари Потер, за кој издавачките права ги има Арс Ламина. Сите 7 делови се веќе објавени и сметам дека секоја нова генерација читатели треба да ги има прочитано овие книги. И кај повозрастните, нели, во контекст на белетристиката, пред некој ден излезе романот Војна и љубов од Джули Бери. Станува збор за историска фикција со примеси на романса. Тоа е изворедно популарен жанр кај македонската читателска публика. Мислам дека многу ќе им се допадне. За трилерџиите, тука е романот на Лов од извонредната Луси Фоли. Веќе ја знаат со романот Списокот со гости. Уште еден интересен крими трилер кој што ќе ги држи во неизвестност до крај. И секако, бидејќи сме познати по мемоарите, биографиите и автобиографиите, тука е насловот на годината во светски рамки, тоа е Резерва или мемоарите на принцот Хари. Така. Тања, ти имаш една многу благородна професија, уредник си во рамките на најголемата издавачка куќа во Македонија. Ти благодарам што несебично го сподели твоето знаење и искуство со нашите гледачи. Ти посакувам многу успех во понатамошната работа. Ви благодарам и ми беше задоволство што ви бев гостинка. Од разговорот со мојата денешна соговорничка Татјана Димовска-Атанасова, инаку уредничка во издавачката куќа Арс Ламина, заклучивме дека издавачките куќи често се исправени пред предизвикот кое дело ќе го објават, заради тоа што тие треба да задоволат и високи естетички стандарди и да ги следат сите трендови во светската книжевна сцена, да одлучат кои преводи ќе бидат направени, исто така да ги следат и годинишните награди за литература кои се доделуваат на книжевниците за некое книжевно остварување, меѓутоа исто така и да ги спочитуваат домашните, односно македонските автори. Од друга страна го имаат и комерцијалниот момент пред себе, односно треба да се трудат една книга што подобро да се котира помеѓу читателската публика и да доживее што е можно поголем успех во смисла на тоа да стане бестселер, односно да биде добро препознаена од страна на читателската публика и да биде прифатена од истата. Така што издавачките куќи навистина имаат сериозна улога во тоа како едно дело ќе стигне до нас читателите, а уредникот има особено клучна професија, односно клучна улога во димензионирање на самото дело и негово представување и пласирање пред читателската публика. Можеме да кажеме дека вредноста на една книга многу зависи од тоа како уредникот ќе ја уреди и како уредникот ќе ја истолкува пред книжевната критика и секако пред читателската публика. Го следавте разговорот со мојата денешна гостинка, со Татјана Димовска-Атанасова, уредничка во издавачката куќа Арс Ламина, а ние се гледаме веќе следната сабота со нови теми, нови гости и нови содржини. Довидување!